Американскиот долар изминатиот период руши рекорди во однос на еврото и на највисоко ниво во последните 5 години. Еден долар во земјава се менува и за 62 и 63 денари. Ситуацијата на јагнење на доларот започна минатата година и се должи пред се на извонредните перформанси на американската економија, која во 2021 забележала пораз за 4% на БДП, а невработеноста се намалила на 3,5%, велат познавачите на приликите. Во такви услови нормално е да се појави инфлација и таа настапи негде во септември минатата година. Федералните резерви започна да реагираат со интензивна кампања на зголемување на каматните стапки. И сега основната стапка на основниот бенчмарк на американскиот долар е 3,25%. Со тоа што Фед, значи федералните резерви, најавија дека и понатаму ќе ги зголемуваат каматните стапки, се додека инфлацијата не падне на пожелното ниво од 2%. Причина за ваквата состојба објаснува Цветановски лежи и во војната во Украина, која предизвикала одредена безбедносна акција на финансиските пазари. Инвеститорите еврата започнаа да ги преферуваат во американски долари или во швајцарски франци, кои што важат како safe haven валути. Значи секогаш кога во светот имаме одредена безбедносна криза или било каков друг потрес, инвеститорите се ориентираат кон американскиот долар или швајцарскиот франок. И со тоа што сега, да кажеме, во последниот период се интензивира во тој удел на пораст на американскиот долар, се интензивира и безбедносниот аспект. Според него, овие циклуси на промена на курсевите се нормални. Сега ќе биде примерно да кажам како последица, може тие стоки што се плаќаат во американски долари ќе поскапат. Тоа е, значи, при претежно трговијата со Кина оди во американски долари. Значи, увозот од Кина ќе поскапи. Тоа се однесува и за македонскиот пазар, предпоставам. Да, секако, да. Од Народната банка велат дека повисоките каматни стапки во САД во споредба с СЕУ, за која и ризиците во однос на економскиот раст се поизразени поради посилните економски врски со Украина, како и поради тоа што во периоди на поголема неизвестност вообичаено расте склоноста за располагање со долари, ја зголемуваат привлечноста на доларот за инвеститорите. Поради тоа курсот на доларот во однос на еврото апрецира и во однос на денарот. Позначени ефекти врз нашата економија не се очекуваат со оглед на малото значење на американскиот долар за нашата економија. Учеството на долгот изразен во долари е само 7,8% од вкупниот надворешен долг. Во однос на надворешната трговија на нашата економија само околу 9% е во американски долари. Засега имајќи ја предвид методологијата за одредување на малопродажните цени на нафтените деривати на домашниот пазар, движењата на доларот подиректно се одразуваат врз промената на цените на горивата кај назвелата од Народната банка. Уверуваат дека девизниот курс на денарот во однос на еврото се одржува на стабилно ниво, а девизните резерви во чија структура доминира еврото биле на високо и безбедносно ниво. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски.